Поп звездата Адриан Гаџа некогаш палеше и жареше на македонската сцена. Во 90-тите години од минатиот век ја започна неговата вртоглава кариера, соработувајќи со пејачите и негови блиски пријатели Тамара Тодевска, Роберт Бибилов и Раде Врчаковски-Врчак. Во тоа време Гаџа беше многу млад, згоден и популарен. Таблоидите го врзуваа со згодни и атрактивни девојки од шоу-бизнисот, а беше и во долга врска со манекенката Сања Николич, сегашната сопруга на раперот Слаткар. Потоа се повлече од јавноста и замина за Косово и Албанија, каде направи уште поголема кариера. Кога е во родното Скопје, ретко се појавува во јавноста, а времето го поминува со неговото семејство и неговите домашни миленици. На нашето прашање дали ја следи македонската јавност, тој вели: колку можам. Ипак, значи, ја сепак од 7 дена 5 сум минимум, значи, у Скопје. Работата е што работам у студио и не следам многу, значи, телевизија, радија. Чат-пат што ќе ми излезе на Facebook. Тоа ми се, значи, го имаме на 10 на години скоро Фейсбукот, од кога се отвори. И тие пријатели што биле од тогаш ми се се уште и следам што ќе се случи чат-пат. Албанските пејачки Рита Ора, Бебе Реџа, Дуа Липа моментално се најактуелните звезди во светски рамки. Еве што Адриан ќе рече за неговите славни колешки. Ја немам запознаено Бебе Реџа и Дуа Липа нормално. Ера Истрефи, да, супер, се знаеме. Со Рита Ора една си имаме видено на концерт у Тирана, пеевме заедно 2013. Гаџа, за мене ова е голем успех вечерва, затоа што ексклузивите бркав скоро година дена за интервју, до сега Мадона ќе ја договорев. Не бе, лесен сум за интервју, тама работа. Не сме се погодиле, не сме се погодиле во време. Добар си. Топ, супер, многу добро. Во позидија да песна овде, мислам ќе се сетиш ова во времето кога ти беше на почетоци на твојата кариера, многу млад и многу надежен. Така е, да. Само што влегов ме пречекавте онака со добри хитчиња 2005-2006 година хитчиња. Али па, као што гледам, мислам дека уште се слушаат. Да. Тоа е добро, тоа е добар знак. А кај те снема, кај да се сега? Па каде претежно албанска естрада. Актуелен сум таму со цело време со нови песни. Исто продукција сум имам своја продукција. Мислам дека и времето почна да ми станува превише тешко да го организирам. Значи мораше да се одлучи или таму да се фокусираш или тука, затоа што ми беше стварно тешко не можев да го издржам тоа темпо и нормално требаше да се фокусирам на албанска естрада поише. Добро е таму? Па добро е, супер е, да. За разлика од тука, имаш некоја компарација да ме направиш? Па компарација. Што знам, не сум ја, знаеш како ми е, мене останато ми е у срце, значи тоа што сум го работел тука, едноставно ми е многу премногу убава меморија и нема нешто што би можело да ми го расипе тоа, знам. Уште ми си живеам у тоа време, у таа слика. Добро, јас ќе те вратам малку назад во таа слика. Во времето кога со Билбилов, Тамара Тодевска, гасевте и палевте на естрадава со Врчак исто, дали да не се комуницираш со нив? Едино е Врчак е најтежок за комуникација, тоа сите што сме неговите пријателчиња, што сме биле тие блиски да знаеме. Едно време ги вртише на македонски манекенки и дали денес си со врска си? Нема да ги набројам. Да те пеша зашто важеше за машки секс символ? Се у своје време си, да. Денеска си со ово? Види, човек на 18 години мисли само како да биде главено сепаре, како да падне стално во очи кај поубавите девојчиња нормално. Тие претежно тоа време што се бавеа нормално со манекенство. Да, денеска си соло? У врска сум. Веќе... Си манекенка? Не, не е манекенка. Не е манекенка. Од Косово е девојчето. Да, година дена сум со неа. И... Не е во шоу бизнисот? Не, не е во шоу бизнисот. Интересно. Се вратиш и на македонската музика? Па никад не се знае. Знаете, албанска естрада е доста голема, тешка естрада, бара многу фокусираност, напорно е секој ден вежбање, работење студио, патишта, настапи. И сето тоа темпо да се издржи наистина многу тешка. Но стално си викам, ако испадне некој добар проект тука, зашто и тука да не? А колку ти чини еден видеозапис?
Има многу лајкови на YouTube. Да. Па зависи. Мислам дека најскупиот спот што го имам праено ми е 20.000 евра ми има фатена. Тој имам еден дует со една албанска пејачка, се вика Кај е песната. Може да видат на мојот YouTube канал. За крај, знам дека си голем љубител на животни, дома имаш мал милион, ги заштитуваш, ги собереш од улица, па ги подаруваш. Дали тоа те прави среќен? Дали тука го најде твојот мир? Не го правам тоа зашто ме прави среќен, едноставно чувствувам одговорност. Вегетаријанец си? Сум бил 7 години, фактички 5 години бев вегетаријанец и уште 3 години веган, но почнав под настапи турнеи, помалце и го расипав. Пиеш алкохол? Па ретко многу. А пушиш наргиле? Да. Супер. Ајде сакам да пробаме заедно. Здраво, јас сум Адријан Гаджа, вие гледате ексклузив на 1 ТВ.